За изготвување на стратегијата за климатски промени во Виница ќе се користи методологијата на Зелена агенда која е развиена од страна на Millennium Contact International и досега е спроведена во 40 општини во Централна и Источна Европа на теми поврзани со заштитата на животната средина и културата. Значи, предходно беа вклучени во самиот процес Богданци, Кривогаштани, Теарце и Мавро Ростуше, сега се вклучени, сега е Богданци. Значи, Виница е пета општина која што ќе биде вклучена во овој процес, во кој што ќе изготвуваме општински стратегии за климатски промени. Едно од работите е документ. Значи, самиот документ не ни е баш поентата да имаме само готов документ како многу документи до сега, него тоа е повеќе да речеме интерактивен и жив документ во кој што следат неколку компоненти. Значи, самиот проект предвидува. Една од компонентите е изготвување на документ општинска стратегија за климатски промени. Друга компонента на самиот проект е зајакнување на капацитетот на локалните институции и на локалните граѓани, значи на заедниците, кои што имаме серија на обуки и дел од нив беше веќе вклучена општина Виница. Значи, а третата компонента е изготвување на пилот проекти, значи спроведување на самиот документ кој што ќе бидат приоритети избрани од самите граѓани и ќе се спроведуваат во општината. На состанокот беше презентиран проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, методологијата на Зелената агенда за изготвување на стратегии за климатските промени, резултатите од неодамна спроведената анкета за утврдување на вредностите на граѓаните на општина Виница, како и формирање на работни групи кои ќе изготвуваат стратегијата за климатските промени и ќе развиваат пилот проекти. Вкупната сума на проектот е $3 милиони. Проектите тежат од 100 до 120 илјади долари по општина. Климатските промени исклучително многу ја афектираат Македонија, беше речено на состанокот. Што ни се случува кај нас интензивни порано, кој што било планирањето да речеме на поплавен бран на некоја река. Се правила поплавен бран на 5, 10, 15, 20 години, па и на 100 години. Меѓутоа кај нас се случуваат такви поројни дождови, кои што поплавите се случуваат година за година, кои што не може веќе да се планира. Методологиите кои што биле за претходно планирање веќе не се одействуваат. Може да ви кажам дека топлотните бранови, за минатата година имавме три топлотни бранови кои што ја погоди Република Македонија. Тоа секако се однесува и на здравјето на луѓето, и на развојот на заедницата, повеќе трошење на ресурси, ајде да речеме за ладење, пример за летно време. Еве имаме сега малтане чудно продолжена зима. Значи не е некоја невообичаена, меѓутоа е продолжена зима која што за нас не сме навикнати во овој период. Значи сите тие работи покажуваат дека Македонија ќе биде доста ранлива. Најранливи групи кои ќе бидат погодени од климатските промени според познавачите ќе бидат постарите лица, а од аспект на сектори најзагрозено ќе биде земјоделството.